Тука со нас се двајцата членови на планинарскиот клуб Мамути од Прилеп, Маријана Ѓорѓиевска и Владимир Јовановски, кои што се првите прилепчани кои што ги скачија покривот на Европа, врвот Елбрус во Русија. Дечки, пред се честитки од екипата на Инфокомпас. Благодарам. Предно ќе дадеме на понежниот пол, иако во овој случај се покажа еднаков на посилниот пол. Маријана, како дојавте до идеја, заедно со Владо, да го искачите највисокиот врв во Европа Елбрус? Благодарам прво за поканата и за честитките. Идејата за да го искачиме Елбрус, односно највисокиот врв во Европа, се роди уште во моментот кога се решивме да го искачиме највисокиот врв во Западна Европа, Мон Блан. Во моментот кога се пријавивме за самата тура за Мон Блан, со водичот разговаравме што е она што тој го прави, каде оди, со што се занимава, и кажа дека оди и на највисокиот врв на Европа, и решивме да почнеме да ги искачуваме согласно нашите можности, а оние врвови кои што ни се најблиску, па потоа ако даде Бог да продолжиме да искачуваме и негде подалеку. Колку време траја подготовките за Елбрус? За тренувањето? Физичките и психичките подготовки ми се чини трае од самиот момент кога решивме дека сакаме да одиме на тоа искачување, но пред еден месец, можеби месец и пол, тие подготовки се интензивираа. Прво имавме технички подготовки во смисла вадење документација, визи и различна папирологија, а исто така напоредно си работевме и на нашата физичка подготвеност. Каде се подготувате, на кои плани, на кои терени? Подготовките ни се стандардни, значи турите со нашиот клуб во рамките на нашата држава, и најчесто одиме на Селечка, на Козијака. Оваа година имавме и неколку искачувања на Пелистер како поголема висинска разлика, за да можеме да искачиме поголема висинска разлика. Владимир, какво беше пристигнувањето во Русија? Каде на почетокот се сместивте? Колку дена траеше аклиматизацијата пред да се искачите на највисокиот врв во Европа Елбрус? Пристигнувањето во Русија се беше сместување на местото викано Терскол на 2200 надморска висина, каде што имавме преноќување во хотел планинарски. Климатизацијата траеше за самото искачување негде околу 5 дена. Првата климатизација имавме на врвот Пикет, на местото на Руската обсерваторија, што висина од 3400 надморска висина. После пристигнувањето, значи на 26 го имавме тоа климатизационо искачување, на 27 со жичара имавме искачување до местото викано Гарабаши на 3840 надморска висина, каде што се сместивме во контејнери. На тоа место имавме една вечер преспивање, аклиматизација. Наредниот ден, значи на 28 имавме аклиматизационен испон до 4600 надморска висина на местото викано Стена Пастухола, од каде имавме негде 40 минути до 1 час аклиматизација на таа висина. Однезе се спуштивме повторно на 3840 на Карабаши, каде што повторно имавме преноќување во контејнери, каде што бевме сместени во контејнери. Од таа висина нареден ден, значи на 29 имавме аклиматизационен успон до 5050 метри, каде што има еден ратрак во 2003 година, каде што на тоа место заглавил и останал таму. После таа аклиматизација имавме доста лошо време на тој климатизационен успон. Слегнавме на планинарскиот дом во Приют на 4100 надморска висина, каде што имавме преноќување. На 30 јуни имавме ден за одмор, да се средиме малце, да опремата да ја средиме, да се одмориме, од каде на 1 јули да имаме главниот успон до врвот Елбрус. Колку часа се качувавте? Значи искачувањето почна во 1 час од вечерта. Значи на 1 јули во 1 час од вечерта, искачувањето траеше, нашето искачување со Маријана и македонската екипа траеше 9,5 часа до 10. Вие бевте прв од екипата која што се искачи горе.
Какво беше чувството да се освои највисокиот врв во Европа? Чувството сепак можам да те поправам тука, значи врвовите не се освојуват, едноставно се искачуваат. Па чувството е одлично, значи да си прв на врвот на Европа, така од градот. Неопишливо е. Начекавме, значи, доста сурово време горе, со доста јак ветер. Значи, моменталната температура беше минус 15, ветро се движеше 70-80 км на час, али сепак имаше такви бранови во кои на моменти достигнува и до 100-120 км на час. Едноставно, ако имаш слобода во телото, ако се чувствува слободен, едноставно може да те оддува. Маријана, се искачувавте 9 часа до највисокиот врв Елбрус. Какви мисли ти поминуваат низ главата во тие 9 часа? Ќе се искачиш ли, нема се искачиш, тешко беше? Кои мисли ми поминува? Едноставно во тие моменти не размислуваш ништо освен на самата патека и го слушаш сопственото тело. Како треба да се движиш, како треба да дишиш, кога треба да му дадеш одмор, за да можеш да го оствариш по кое што си тргнал, односно она кое што си го замислил. 9,5 часа траеше нашето искачување, од кои што можам да кажам дека последните 20 минути беа најтешките. Излеговме горе на една рамница каде што ветрот беше навистина силен. Во споредба со мојата телесна тежина, значи беше многу тешко да се борам со него. Така да тие 10 минути последните 10 минути беа најтешки за качувањето поради силниот ветер, но се заборава кога ќе се качиш горе на највисоката точка на Европа. Пред да заминиме на Елбрус, нормално разговаравме со други планинари кои што има одено на Елбрус и го има искачување, но и сите описот за Елбрус им беше ист. Сурова планина. Се прашува баш што значи тоа сурова планина, но успеав да дознам дека навистина Елбрус е сурова планина. Без оглед на тоа што висината можеби не е толку голема како оние хималајски врвови, но климата горе е многу различна. Температурата односно времето се менува на секој час, некогаш и на 10 минути. Буквално сурово. Прилеп со овој успех докажа дека може и да биде успешен и во високогорското планинарење. Кои се вашите идни чекори заедно со Владимир и како клуб? Да, мило ми е што Прилеп го насети пулсот на нашиот клуб и на многу млади луѓе кои што кои што планинарат со нашиот клуб и живеат во нашиот град, дека имаат желби и аспирации да започнат една високогорска традиција. Ние се обидуваме 2 години уназад, значи 2 години поред да ги удриме темелите на високогорството и се надевам дека тоа добро ни оди и мило ми е што тоа го препознаја и жителите на нашиот град. Има заинтересирано луѓе кои што сакаат да искачуваат врвови и веќе почнуваат, се охрабруваат и чест и задоволство ми е што ние сме предводници на едно такво движење, бидејќи Прилеп е познат како Прилеп град херој кој што ги има сите спортови се актуелни, така да и високогорството би било добро доколку се развие на едно поголемо ниво. Владимир, за крај, кои се вашите следни чекори? Па нашите следни чекори пред се значи искачување на македонските врвови, нешто имаме во план, нешто Словенија, во Австрија и за во јануари месец, значи нешто е испланирано, нешто уште повисоко, значи вториот сумит, тоа е во Јужна Америка, Аконкагва 6920 негде метри, доколку финансиски средства се обезбедат, ќе бидеме во тој врв првите прилепчани што ќе успеат. Се надеваме дека на таа експедиција ќе учествуваме и дека ќе го искачиме тој врв. Колку ве поддржа прилепските компании, прилепските институции? Па прилепските компании ме поддржаа со одредена сума, значи на средства, колку да можеме дел од нашата експедиција, значи на Елбрус да ја покриеме. Тука значи можеме да ги спомениме компанијата за фабриката за мермер и гранит Крин КГ, да е еден наш сограѓанин, другар со планинарење во Гоце Котински, дел од нашите средства ги обезбеди општина Прилеп.
Уште еднаш честитки до двајцата херои со кои што Пилеп навистина се гордее, Владимир и Маријана, и им посакуваме да ги продолжат своите успеси и понатаму во високогорското планинарење.